стрелите од пиштоли и автоматско оружје го означија почетокот на славието на Вреди за победата на прегласувањето во селото Ларце, општина Желино, која им го донесе 14-тиот пратеник на парламентарните избори. Синхронизирано со стрелите, ноќта беше осветлена и од големиот број пиротехнички средства. А славието не би било целосно без музика, зурли, тапани и славеници кои ги даруваат музичарите. Кандидатот на Вреди, Аднан Азизи, не славеше роден ден, но доби торта на која имаше слика од него, лидерот на Беса Билал Касами и косовскиот премиер Албин Курти. Од младо до старо, речиси цело Ларце се собра сред село, за да го прослави триумфот на нивниот соселанец, кој успеа да стане 8-миот пратеник на Вреди во 6-та изборна единица. Вака изгледаше славењето, а што и претходеше на еуфоријата. Ларце е релативно непознато село за општата јавност, но на еден ден стана центар за партиите на албанците. На прегласувањето Европскиот фронт и Вреди ги вкрстија копјата, првите борејки се за да останат на 9 пратеници, другите пак за да изедначат во последен момент во шестката. Добро е, добро. Кои се очекувањата? Ќе биде ли подобро? Отко знам баш, знаеш колку ме брега, веќе досадно три пута и да. Училиштето Раметула Амети ги отвори вратите трет пат, не за учениците, туку за гласачите. Но барем во утринските часови, оваа образовна институција повеќе наликуваше на полициска станица. А внатре, нов избирачки одбор беше задолжен за спроведување на гласањето. Не знам што беше проблемот од прошла време. Јас не сум бил на ова избирачко место. Сега за денеска се иде окей. Жителите на Ларце уште од утринските часови најчесто во групи пристигнуваа на гласачкото место. Па очекуваме нешто подобро, па ќе видиме. Не сум гласувал уште, имаше многу жени и не гласував. Те дојде пак. Што очекувате? Сигурно нешто подобро за селото. За селото. За понапред не знаем што. Убавото време можеби беше дополнителна причина за поголемата излезеност, но сето тоа се смени наеднаш кога темни облаци го покрија Ларце, кои донесоа дожд и град. Откако се стабилизираше временската состојба, групирани во повеќе автомобили, гласачите продолжија да доаѓаат на гласање. Меѓу овие автомобили честа гледка беа регистарски таблички од Германија и Словенија. Те знаеме за кога ќе гласуваме. Ми знаеме. Јас за први пат гласувам. Вчера дојдов од Германија специјално за денеска да гласувам. Ја не сум имал претhodни гласови. Ја бев на двор, али сега не знам. Сега има гласачи што излезе на гласање. До крајот на гласањето се помина во мирна атмосфера. Дека излезеноста е поголема од 8 мај, беше очигледно уште во текот на денот. Но со последниот пресек во 18:30 часот стана повеќе од јасно дека одзивот ќе биде поголем за речиси 8%. Штом часот чукна 7, со зајди сонце. Вратите се затворија, училиштето се заклучи и започна броењето. Додека внатре се броеше, коалицијата Вреди понесена од големата излезеност. Закажа пресконференција за 20 часот. Пред партискиот штаб се собираа подржувачи, сите со очекување за успех. Треба би да влезе. Очекуваме. Се шпекулираше дека победата ќе ја обзнани Билал Касами, кој инаку е роден токму во ова село. То не знам дали ќе дојде, али победа ќе има сигурно. Во штабот, паралелно, се слева информации за бројот на гласови. Најавената пресконференција беше одложена, што пак предизвика неизвестност кај на собраните. Но се испостави дека грижите биле залудни, кога од штабот стигнаа првите позитивни сигнали дека Вреди има огромна предност пред Европскиот фронт и дека повеќе од сигурно Аднан Азизи ќе биде 8-миот пратеник на Вреди во 6-та изборна единица. Respektonja publicitar. Se ne nuk ju lëm radhën në shtëpia tuaja fleni. Nuk ju kërcnojmë, po me votë të lëm. По овој приврзаник се обрати и кандидатот за пратеник Аднан Азизи. Kur e kemi nis rrugtimin ton politik, goditjen e parë BDI e ka marrë gjithmonë nga fshati im
dhe goditjen përfundimtare për të shku në opozit dhe për të ardhur një epokë e re që do t'i përfaqësoj shqiptarët në mënyrë dinjitoze, e mori pikrisht nga ки vend, nga ки fshat, qytetarëve të këtij vendi. За медиумите на македонски се обрати поранешниот заменик министер за одбрана Башким Хасани. И покрај сите притисоци на началници на полиција, на инспектори и на моменти кога се нудеа и пари за да се гласа, значи ние овие случаеви од утре сите ќе ги пријавиме и ќе инсистираме на нивна одговорност. На прегласувањето, коалицијата Вреди освои 494 гласови, за разлика од 332 на 8 мај. Она што зачудува е што минатиот пат Европскиот фронт собра 134 гласа на ова избирачко место, а вчера добија само 48 гласа. Поговорите, стигна тортата, а факелите и огнометот му дадоа поинаква боја на селото во ноќните часови. Во еуфоријата пукна и првата пушка, а охрабрени од неа следува уште неколку рафали. Иако меѓу присутните имаше голем број деца.